Во време кога целиот свет се бори да ја заштити пчелата од изумирање поради климатските промени, во Македонија на пчеларите тешко им оди и поради соочување со неповолната државна поддршка. Сдруженијата на пчелари од Тетово бараат јавните повици, грантови и мерки да имаат поолеснителни околности за да можат и пчеларите да конкурираат. Ретки пчелари има 10.000 евра да аплицира во млад земјоделец. Готови 10.000 евра за да аплицира во млад земјоделец. Затоа тој треба после да оди по банки, да бара долгови по колеги и тоа е еден од најголемите причини што пчеларите не ги користат овие алатки толку значајни за развој на пчеларството. Државата направи промена во висина на субвенциите со скалести износи, согласно број на пчелни семејства, што според пчеларите не е соодветно решение. Изголемија субвенциите, но на штета на професионалните пчелари, на кои што им ги намалија субвенциите и на штета на пчеларите почетници. Како гранка од земјоделието сме последни во добивањето на субвенции. Секогаш ги добиваме последни. И оваа година се уште не се исплатени. Ако пчелните семејства се уништени од диви животни, особено мечка, која е заштитена и не смее да се лови, тогаш тешко оди обештетувањето на пчеларите. Тоа можат да го добијат само ако ја тужат државата и трае многу години. Потребно е да се намали тој процес, да се направи полесна, побрзо да се изврши обештета на пчеларите. Само оваа пролет има десетина случаи во Полошкиот регион на напад на пчелни семејства од диви животни, претежно мечки.